би го најавил вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев. Истовремено да искористам можноста во интерес на времето, вице-премиерот ќе остане за новинарски прашања. Доколку имате прашање за господинот Копач или министерот Бектеши, потенцирајте за да може да се придружат после обраќањето на вице-премиерот. Почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитуван директор на секретаријатот на енергетска заедница, господин Јанес Копач, почитувани представници на медиумите, со оглед на тоа дека министерот за економија, господинот Копач, многу детално образложи околу законот, јас нема да го трошам вашето време и да ги повторувам нивните говори, ќе кажам само она што мислам дека треба да биде поента и да биде подвлечено во однос на овој закон за енергетика. Прво и основно, основната поента на законот е дека тој е европски, дека тој е резултат на европското искуство во енергетиката во последните 50 години и дека тој закон ќе спречи да ги направиме грешките кои што некогаш биле правени и ќе ни помогне во Македонија енергетското живење да го доведеме во едни рамки кои што се најдобрите европски пракси. Ако законите за енергетика се добри за европските граѓани, зошто тој би бил лош за македонските граѓани? Напротив, законот е во прилог на македонските граѓани, без разлика што тоа беше оспорувано и кажувано дека ќе предизвика одредени потешкоти во енергетското живење. Напротив, овој закон само ќе обезбеди поголема конкурентност во снабдувањето на сите енергенси, таму каде што има конкурентност, има намалување на трошоците, нема регулирани бизниси, нема веќе неоправдани трошења и ја нема комоцијата во енергетските компании да пријавуваат трошоци кои што некој ќе ги прифаќа, а ќе ги плаќаат сите граѓани на Република Македонија. Пред се, нема да има комоција во Елем. Елем е компанија државна во сопственост на државата и сите вие знаете дека Елем неразумно трошеше пари на правење скијачки центри, на правење на паркови, на непродуктивни трошења, на вработување на голем број на луѓе кои што и тие не знаат што работат во компанијата. Практично таквата комоција повеќе во Елем нема да има. Елем мора да биде на слободниот пазар и тој да обезбеди намалување на своите трошоци, зголемување на производството и овој закон тоа го детерминира. Ние како влада ќе бидеме посветени на намалување на трошоците во Елем, а зголемување на домашното производство. Она што сакам да го подвлечам, дека информациите, дека законот стимулира приватизација на Елем или Мепсо, се апсолутни дезинформации и детерминирано е и одлука на оваа влада дека Елем и Мепсо остануваат долгорочно приватна сопственост на државата. Значи, повторувам, овој закон на ниеден начин не стимулира нивна приватизација, напротив, Елем и Мепсо долгорочно остануваат сопственост на државата. Само ќе биде намалена комоцијата на правење и крирање на неразумни трошоци. Истото мора да се случи и со снабдувањето на електрична енергија. Она што ќе остане да биде регулирано, ќе биде користењето на инфраструктурата, на гасоводите, далеководите и дистрибутивната мрежа. Во гасоводите тоа ќе биде еден систем оператор кој што ќе биде споен помеѓу ГАМА и македонски енергетски ресурси. Ние сме мала држава, нема никаква смисла да имаме два оператора. Тоа, како што веќе објавија и објаснија моите претходните говорници, ќе биде направено со излегувањето на Макпетрол од сопственоста на ГАБА, односно на гасоводот, а што се однесува до преносната мрежа, таа ќе остане во сопственост на Мепсо, а додека дистрибутивната мрежа во сопственост на Евана. И тој ќе биде оператор на дистрибутивниот систем. Но снабдувањето со електрична енергија ќе го прават снабдувачи на пазарот, на конкурентни основи, и тоа ќе доведе до зголемување на конкурентноста и намалување на цените. При тоа, сакам само да напоменам дека за заштита на граѓаните ќе биде воведен така наречениот универзален снабдувач. Тој универзален снабдувач ќе биде повторно избран на тендер за 5 години, кој што ќе понуди најдобри услови и најмали маргини на работа за во интересот на граѓаните. Сосема на крај, би сакал само да кажам дека третиот пакет енергетски мерки или директивата на Европската Унија, третиот пакет на директиви, се само во прилог на граѓаните. Тие возможуваат конкурентност, тие возможуваат намалување на непродуктивните трошоци и тие ќе го дадат својот резултат. Сакам само да подсетам дека пред подгодини, кога се воведуваше либерализацијата на електрична енергија за компаниите,
сите, како и сега, и тогаш, дава информации дека тоа ќе предизвика зголемување на цените на електрична енергија. Резултатот денеска е дека тие компании имаат 40% намалени трошоци за електрична енергија. Тоа е факт кој што може лесно да се провери, или над 100 милиона евра во овие 4-5 години останаа во македонското стопанство. Јас очекувам тоа да се случи со овој закон и со другите енергенси и со другите сегменти на енергетското живење во Република Македонија. Јас ви благодарам за вниманието, стојам на располагање за прашања и воедно ја користам приликата да ви информирам дека после завршувањето на оваа пресконференција ќе биде последната јавна дебата во свечената сала на владата и сите новинари и медиуми кои што имаат интерес да тоа го пратат, сте добродојдени да се приклучите нистата. Дали може прашање надвор од темата? Па јас Добро, ајде тогаш на темата. Министерот Бектеши најави дека ќе се изготвува некаков акционен план кој што треба да биде усвоен до крајот на годината за енергетска сиромаштија. Што предвидува тој план? Од кога ќе почнат да се субвенционираат и колку домаќинства ќе бидат офатени? со самото почнување на функционирањето на овој закон за енергетика, односно со воведувањето на универзалниот снабдувач и исполнувањето на сите подзаконски акти кои што ќе произлезат од законот за енергетика, или попрецизно кажано, јас се надевам дека тоа ќе биде со почетокот на 2019 година, ќе биде потребно да функционира и така наречената помош од државата за сузбивање на енергетската сиромаштија. Тоа значи дека најранливите категории на граѓани ќе добијат помош од државата за да може да се ги платат сметките за енергетските ресурси. Дали овој закон некако се врзува со ефтината тарифа, односно дали кога ќе профункционира овој закон ефтината тарифа на струјата ќе биде укината, и коментар околу барањето на битолчани да се субвенционира цената на струјата заради загадувањето што го трпат од рек? Значи, ефтината тарифа на ниеден начин не е поврзана со законот за енергетика и тоа е уште една дезинформација. Таа е поврзана со техничкото штитење на системот, односно со тоа кога на системот му одговара да има пониска цена на струја или повисока цена на струја, но тоа ќе го регулира пазарот. Снабдувачите сами ќе понудат на клиентите најповолни пакети. Само сакам да ве потсетам и да ве поврзам на тоа што се случуваше со мобилната телефонија. Снабдувачите ќе мора да бидат инвентивни, да понудат пакети на клиентите кои што за нив ќе бидат интересни и атрактивни, за да тие може да ги задржат како клиенти. Што се однесува до прашањето на загадувањето во рек Битола, на тоа прашање работиме интензивно, веќе сме во преговори со неколку компании да се направи десулфуризација на котлите во рек Битола, со самото тоа да се намали емисијата на штетни гасови од рек Битола. При тоа сакам само да напоменам дека имаме и одредени потешкоти со договор кој што беше направен во висина од 90 милиона евра, а не реализиран и не ги покажа резултатите. При тоа тој договор е веќе имплементиран на 2 котли, за третиот е запрен. Значи зборувам за договор кој што е направен последните 3-4 години. Резултатите таму се за жал поразителни. Ќе мораме прво да го решиме тој судски спор. Ќе мораме, не е се уште судски, значи се уште е спор пред арбитража. Пред арбитражен спор, значи се уште ни на арбитража не е дојден, меѓутоа мораме прво тоа да го решиме, па после тоа да видиме што ќе направиме со десулфуризацијата и останатата намалување на емисиите на штетни гасови од рек Битола. Докаде е Македонија со производството на струја од обновливи извори? 2020 треба да имаме 20% од производството на ваков начин. Ви благодарам за прашањето. Тоа е она што го испуштив да го кажам во моето излагање. Овој закон апсолутно ги стимулира и обновливите извори на електрична енергија. Ако сакате да направиме пресек, денеска во Република Македонија само малите хидроелектрани се проект кој што беше успешен во обновите извори на енергија, направени се 68 и 30 во моментот се градат.
Што се однесува до фотоволтаиците, ние заправме на 20 мегавати, бидејќи така беше регулирана со уредбата, значи ограничување на фидинг тарифите, и штета е земја како Македонија, која што изобилно располага со солце, да има само 20 мегавати фотоволтаици, затоа во законот е предвидено да може да се воведат така наречените премиум тарифи. Премиум тарифите се нешто што ќе го развива и слободниот пазар, и ќе ги стимулира обновливите извори на енергија. Значи нема да има повеќе за фотоволтаици фидинг тарифа, него ќе има, значи, да секој што сака да изгради фотоволтаик биде на слободниот пазар, а државата само даде дополнителен премиум за стимул, и при тоа јас очекувам да тој премиум не биде поголем од 10 до 15 евра по мегават час, или со други зборови, ако се направат 20 мегавата фотоволтаици, толку колку што до сега се направени, да импактот на буџетот на Република Македонија или на крајните корисници биде не повеќе од 350 до 400.000 евра, наместо досега, што за 20 мегавата тој импакт е 4,5 милиона евра на годишно ниво. Со други зборови, очекувам да тој проект го развиваме до 200 мегавата инсталирана снага, и при тоа да државата тоа не ја кошта повеќе од тоа што ја кошта денеска за 20 мегавата инсталирана снага. Значи 10 пати да го зголемиме инсталираниот капацитет на фотоволтаици за истите трошоци кои што денеска ги има. Јас би сакал две прашања да поставам. Прво, ако може околу ефтината струја, само едно дообјаснување. Тоа значи дека кога ќе стапи на сила целосната либерализација на пазарот, онаа формула што сега постои од 14 до 16 и навечер од 22 до 6 бајле нема да важи. Туку едноставно ќе зависи од секој пакет што ќе го понуди секој поединечен снабдувач на граѓаните. Претпоставувам дека тоа сакавте да го кажете. Да, точно така. Значи тоа ќе биде договор помеѓу операторот на дистрибутивниот систем, кој што ќе мора своите мерни инструменти да ги прилагоди на договорот кој што го имаат снабдувачите со клиентите. Снабдувачите ќе имаат интерес да ви понудат што е можно подобри пакети на услуги. Така, и второто прашање ми е околу Елем, споменавте дека ќе се намалуваат трошоците за да биде нели конкурентен на тој слободен пазар. На брифингот предвадено споменавте дека практично за околу една година се очекува да стапи либерализацијата на сила. Како за оваа година ќе се работи во Елем за да се постигне соодветно намалување на трошоците за да може да биде конкурентен производител? Значи намалувањето на трошоците по единица производ се прават со тоа што се намалуваат трошоците или се зголемува производството. Ако успееме со исти трошоци да направиме поголемо производство, тогаш цената на енергијата по единица производ ќе биде пониска. Управо тоа ќе се обидеме да направиме. Ние денес имаме ситуација во која што во Елем 2 блока во Рек Битола континуирано работат, никогаш не работи со 3 блока, и Осломеј имаме споменик веќе 3 години. Осломеј веќе 3 години не произведува ништо, 16 милиона евра го кошта Елем, односно неработењето на Осломеј. При тоа, ако земете во предвид дека Елем произведува 4 терават часови електрична енергија на годишно ниво, тоа значи дека секој мегават час го оптеретува со 4 евра, а сега регулираната цена е 41%. Само загубите во Елем, во Осломеј да ги анулираме, а тоа значи дека треба Осломеј да почне да работи, а ќе работи кога ќе се модифицира котелот на висококалоричен јаглен и ќе се стави Осломеј во функција, само тој момент да го анулирате од пресметката во Елем, вие веќе сте заштедиле 4 евра по мегават час или 10% поевтина електрична енергија. Видете, треба да ни биде на сите јасно, без работа нема производство, без производство нема ефтина енергија. Мора да се работи, а не да се прави демагогија. Значи, виртуелен пиар не сме никој повеќе у државата да прави и за тоа простор повеќе нема. Мора да има конкретни резултати. Прашањето надвор од темата се однесува на МЖ транспорт, кој што го запира целосно транспортот железнички. Дали наложивте на новото раководство да истражи што се случува таму и доколку постои основа да поднесе тужби до старото раководство и кога ќе ги добијат платите вработените, бидејќи ги бараат веднаш? Значи, прво да расчистиме, проблемот во МЖ транспорт не настана преку ноќ, тој настанува долги години. Многу е лошо кога проблемите како ѓубрето под тепих ќе ги криете и нема да ги кажете транспарентно. Јас не сум поборник на таквата економска политика. Јас сенам дека проблемите треба транспарентно да се кажат. Во македонски железници има сериозни проблеми. Тие имаат сериозен долг, имаат мал обем на работа, имаат големи трошоци и нивното обстојување е проблематично. Затоа треба да се направат радикални промени. За таа работа единствен начин за да тие
продолжат да функционираат нормално е да го зголемат обемот на својата работа, а да при тоа ги намалат трошоците. И тука не кажувам некоја голема тајна, тоа е општиот услов во делот на економското работење. Да, Македонски железници, откако е дојде новаа влада на власт, нема пропуштено ни еден месец плата, значи се зима месец за месец плата и се исполнуваат сите обврски према вработените. Но за жал таму има заостанати проблеми кои што мора да се решат. Да, точно е, една од работите кои што ги побараа машиновозачите од раководството на Македонски железници и од нас како влада е да се испитаат сите досегашни работења и да се утврди доколку постојат одговорности и криминал за тоа да се поведат одредени постапки. Јас и не можам никако поинаку да постапам, освен да дадам налог сите кои што имаат такви сознанија да ги пријават на истражните органи, бидејќи владата не е истражен орган, меѓутоа тоа постои во државата и јас го стимулирам тоа што побрзо да се расчисти. Но тоа нема да ни помогне денеска да работиме подобро, тоа ќе ни помогне само да се расчисти состојбата зошто до оваа состојба е дојдено. За да од сега натаму работиме подобро, треба да го зголемиме обемот на работа и тука ќе направиме све да на Македонски железници им обезбедиме колку што може повеќе работа. Она што е добра информација е дека последните неколку месеци, значи последните 3 месеци, кога ќе споредите со истиот период во претходната година, 14% е зголемен обемот на работа во Македонски железници и тоа пред се во стопанскиот транспорт, значи во товарниот транспорт, што е исклучително добро, и цениме дека ако се задржи таквиот тренд, ќе најдеме решение. Работниците денеска ќе добијат плата, значи вработените во Македонски железници. Јас денеска 2,5 часа бев на состанок во Македонски железници со вработените, односно со машиновозачите, и мислам дека изнајдовме заедничко решение да возовите од денеска попладне или вечер тргнат да возат. Дали, бидејќи рековте дека немаат проблеми со исплатата на платите, ќе се исполни нивното второ барање, а тоа е во иднина парите да ги земаат во целост, а не во два дела, како до сега што се исплаќаа нивните плати. Значи, ние ќе се трудиме и грижиме да тие во текот на еден месец добијат цела плата. Дали таа ќе биде исплаќана на два дела и на еден дел, на крај мислам дека и не е премногу важно, ќе биде исплаќана така како што ќе се обезбедува ликвидност на работењето на компанијата.